документарен серијал кој го посветуваме на председателот и првиот градоначалник на општина Кавадарци Иван Чулев. Го спесивме во 3 емисии по 40 минути. Во секоја емисија тој зборува за изградбата на одреден објект или пак напорите што се правеле за решавање на некој горливо прашање. Во 3 емисии по 40 минути ќе се запознаете изворно како првиот човек на Кавадарци во времето од 1990 до 1996 година го решаваше Кавадарци како поројници, како вода за пиење или други проблеми кои не тештеа нас како граѓани. Следните минути се за Иван Чулев. За време на практикувањето на мандатот од 1991 до 1996 година, Иван Чулев, меѓу другото, ги реализира следниве активности. 1991 година неуспешен референдум. Во 6 месец наредната година, 1992, успешен референдум за изградба на спортската сала во Кавадарци. 1991 година пренос на сметката од СИЗО за станување. 1992 рестартирање на градскиот базен во Кавадарци, потоа рестартирање на Фени Кавадарци, односно печката, со влез на неколку компании во градот. 1991 година камен темелник на спортската сала. 1992 година во 7 месец камен темелник на црквата Свети Климент Света Петка. 1992 година авионско снимање за прв пат во Кавадарци, со што катастрот можеше да работи без проблеми. Од 1992 до 1994 година изградба на регионалниот пат Кавадарци-Росман во должина 12 км. 1993 година 960 метри булевар Запад. И 1993-1994 година 2 км локален пат кон Паликура. Истата година 1993-1994 8,5 км пат Ладно Долче Крњево. 1993 до 1995 година регулација на поројниците кои го поплавува Кавадарци, Смилица, Калница. 1995 година санација од поплавите во Кавадарци и Неготина. Во овој мандатен период на градоначалникот Иван Чулев се водија и разговори со фондацијата ФАРЕ за проектот Граничен премин Пулјевац, реконструкција на улицата Моша Пијаде надградба и улицата Илинденска булевар Македонија, ЈНА и Страш Пинџур. 1996 година завршен е проектот за доведување на вода во Чемерско 6,5 км. 2 км пат Горна Бошова до Долна Бошова, односно Кањево. 1991 до 1996 година 3600 метри квадратни тампон со асфалт и бекатон плочки на улици и тротоари во Кавадарци. 1995-1996 година дочек на нова година на градскиот плоштад. На 7 и 8 9 септември истата 1996 година обновена е по 15 години манифестацијата Тиквешки гроздовер. Локалните избори, кога е извршена смена на власта, е завршена на 12 месец 1996 година. Јас сум како прво техничар, завршив 54 година. Работев 2 години како техничар, се запишав на студии. Студиите у рекордно време сум завршен, да кажам тоа, затоа што немаштија беше. Немав пари за да одам на кино или не знам на одмор. Јас учев и редовно испити ги. И рекол, заврши стипендија ми дадоа од Завод за школство од Скопје. Таму беше секретар. Ето у тоа време Грков, како Александар Грков беше некој секретар. И на некој конкурс во Нова Македонија се пријавив и гледам за градски факултет една стипендија. Нема шанса, викам сега. Кога вака, еден ден пред да се заврши тоа конкурс за гледање. И одам таму во Скопје да проверам како се тоа работи. Па по некоја случајност, таму песа друг секретар од Ресово, потекол од Ресово, иначе Скопјанец. И му вика, мора, него знае по име, вика, како се тоа работи? Па вика, едина твоја, вика, оваква има молба. Нема друга молба за стипендија. Како би цело... А с други сте економски, други имаше најше повеќе, медицините. Викат, не, без конкуренција, вика. Леле, вика, заради толку късмет имам, вика. И вика,
Я утре ке останам, викам това, нема кај да спием в хотел, треба пари. Хайде тия Данчо Байро, сега Тасев, беше на студии тоги тамо и Мито Боев, не знаеш. И с они се дружи, викам, да спием кај, спи, вика, вечерта преночи тук. Утре сакам, викам, да бидам, ако не да се яви друга молба, тоги јас сум добил. Така посреće neko dobije stipendiju od Zavoda za školstvo Republike Makedonije. U rekordno vreme, 5,5 години, 9 семестра имаме предавanje. Едно 5 месеца до 6 месеца има абсолвентство да чистиш изпитни. И едно 3-4 месеца трябва дипломска работа. Моята дипломска работа беше енергетско изкористуване на водите на клисурисо дел на река Црна от Скочевира, Битолско до Въздърци. Моята дипломска таа беше. Оти ме пита како... И мене ме врза тоа дека енергетиката. Иначе у тоа време немавме смерови да консултираш да бидеш или сообраќајно. Сите беа... Меѓутоа се посветиште на таа... Ама ја дипломиста ми беше така и се посвети тоа. И една голема љубов кон тоа ми се роди. Дека хидроенергията ми е интересна и занимлива. Така дојдов јас у Кавадарци и стипендија ме укина тамо. Тамо колку семестри има, толку стипендии дават. Не дават ни за абсолвентство, ни за диплом. И сега треба пари, треба харти да се купуват. Пауз се вика тоа за камери. И Любчо Шкартов, а тој како беше тоа? 61 година. Заврших и се вработив тук у Водна Заедница за тоа што он ме наоѓа. Вика, Јованчо, докај стигнати по чаршијата? Вика, прекрасно, вика, абсолвент сум сега. Вика, слушај, како да работите? Треба да се пробереш у Кавадарци. Немаше инженер, тој и Емиле Станкович беше еден. Не знам дали се чули за него. Он беше инженер и тоа прилично време беше у Кавадарци. Али си отиде у Скопје, нема инженери тоа градсочни. И викам, не, вика, ја укина стипендията му вика Любчо, видите, големи издатоци имам, сега треба дипломски се справя, много харти, много трошки се. А вика, како вика те укина? Толку викам да 9 семестра, толку дават се. Јас ке давам стипендия. А он беше директор, управник на Водна заедница тоги. Пред да биде председател, в собранието беше управник. Јас ке давам, вика. Колкото е това, толку. Дупло. И друго. Сега ще имаш потреба за цртање, за харти, за на разполагање ги имаш техничките лица што Водна заедница. И мене ми дојде уигон тоа. Вика, и обврска имаш, сега тога ще аз спомням тикваш браната. Обврска имаш, кога ќе завршиш, кога ќе дипломираш, да се вратиш у Кавадарци, нас не требат инженери. А он знаеше дека таа тема имам за енергетика. И за централата вика, не треба такви инженери, хидроинженери не треба. И така дојдов, пак ще изправа кај спомнам. Почна авија канали да се правят за наводнување на 2000 хектара на Кавдаречко поле. Арама таму, миле го спомнам, а утнеа работата, отиде у Италија, некоја лиценца добија, некоја фабрика таму, тубуерашва вика таму, у Росуман. Погрешка, наместо да бият цевките за вода, они за канализација. И пропадна тоа, така да тој систем работеше на браздин, а таа со браздин не е рационално за користи водата и многу. И сега да се вратам назад, Любчо му вика, работа ме како инженер, му сега млад инженер, јас сакам некој објект крупен да водам, за да имам искуство, викам, сега инженер сум. Ми вика, нема проблем, вика, ама ти обврски стоја. Давам, викам там. Кај сакаш, било каде. И он го фаќа муства по тој индукторски телефон има. Тоа време тако беше. Со муства, у ЦК беше муства, член на ЦК, на СКМ. И вика, муства да треба ти, како не ми треба ти инженер. Одно вика, имам еден инженер, вика, ама за кратко време. Абе, прача, вика, мене инженер ми треба там. Он тоги се у Скопје се, не. И се градеше ова железара тоги. Крупни објекти, и многу
И вика, прачи го, отидох сега да не дължа много. Отидох в Скопие, утре вика, у Прилепка бидеш. Абе, чека бе, викам, директор, како... Абе, там ми трябва сега, там ми трябва тези жени. Оттам се градеше Църнбор фабриката, Биляна фабриката, много други обекти, кои че изпълням. Много работа си изгради там. Речемо, стара река, ще викат на гумнарката. Реката ми за градът Прилеп ще мине. Та регулация, например, се до Црна. Со каменни облоги, како наша луда марша, направена в център. Така да крупни работи се работя за 2 години. Я 2 години бях там у Прилеп. И ме назначи за техничен ръководител. Да ръководам се една тройче други колеги инженери. Абе чекай, я млад съм, викам всяком обект. Не бе, ти ще бидеш техничен. Затова ще не от кои причини, там тия прилепчани били. Знаеш какво е? У самото место, къде си роден, не те ценят. Та от тия ли, от коя фамилия? На кого бе ти? Мамо, мене ме дигат от цела, не ме знаят кой са. А нейните колеги, ще ми бяха по-стари, бяха от мен, по-изкусни. Не бяха така ценят. И сега да завършим това, значи го прилепва да дойде земетръсът. 63-та година. И аз оттам вече избегах от Прилеп се, отидох у Скопие, у мелиорации, у Пройтанско. И Любчо, а тия моите от жената от Скопие беше. И дойда тук, на Стари донеса, и Любчо ме научи. Иванче, къде си ти, виката? Викам, Любчо, я от Скопие, къде се вратвам. Как бе Скопие, вика? Вика, ние как, кордисуиме, бе. Трябва да се прибереш, викато. Викам, добре, ако викам, да. Ама аз викам, приемен съм там и вика, трябва да на работа. Не бе, вика, там, не. Аз ще средам тази работа там, вика. Така беше това, знаеш, тия мощници бяха. И дойдете во Хестиквиш? Не Хестиквиш. Тук во Водна заедница. Водна заедница. Водна заедница беше, аз дойдох в 63-та година. 63-та година първата бензинска пумпа направиме, пред това со бури. Коя беше първа бензинска пумпа? Аз ще е. Стара бензинска? Я проектирах, я димизионирах. Първата вода е донесена от Моклище. Добро. 8 литра в секунда, Добро. со 50 кубика резервар. Добро. И това чест ми имаше 10-12. По некои главни съобречаници, со пумпа. Не да тече стално от чешмата, него че притичаш на пумпа, че притече вода. И мармури имаше за поење на стока. А това значи било 45-та година. 45-та, 46-та година. Кулак. Тоги ровите за гусени цевки да се стават по тия улици, ще ги спомнат. Трябваше всяка фамилия, ще има работоспособен член, да изкопа под 15 метра. Должни. Ров. Тия ще не може да изкопат или не сака, трябваше да платят одрена сума. Така се градеше той довод со гусени цевки. И тия първото снабдуване на вода беше това. И тази вода беше за пиење, затова ще беше изворска вода от Моклище. А за наводување? Немаше каква вода за наводување. За наводување со бурење, тутун кога садят, немаше друго, како наводување. За тутун за да садят трябва за малко на коренче да му се буцне, малко војче да му стори, това кое бокли. Со бурење, лимени бурење, че напънат, че у нас така се садеше тутун, затова че тутун беше едно основен артикъл. Основен артикъл беше. Да не... Кога почна да се размислува за по-големи? Това беше след 61 година. Добро. 61 от 57 година до 61 година направен е довод от Бошева, захват, тиролски захват има над Конопище, 5 км над Конопище. Добро. Со вода зафатена 2800 литра у секунда. Той довод е дълг 39 км. У той довод има тунели, 9 тунели. И една сифон на Лисичка река там. Извадбата на той довод беше от наше предприятие, Коджев се викаше, а тунелите ги задуваше Алсър. Предприятие граждано. Така се извади, това е 5 години се градеше този довод.
5 години, кога се донесе водата над Ваташа, у стvari не над Ваташа, ки страго оттама имаше тунел един. Последният тунел се пуши водата во реката, Бунарска река, виката, не е Луда Мара. Добро. Луда Мара долу од Стеđeviца, кај се врзува и оваа Манастирската река, оттама е Луда Мара, а пред тоа не е Луда Мара. Се пуши таму водата, а брдото пред тоа беше срушено 56 година. Брдото, нели, таму има браничка. 2 милиона кубика има маса срушена. Од брдото и направена е брана. Ама таа брана не е контролирана насем, него како се насипал тоа и дрва и животни, овце, нели, што имаше тоа. 74 година се јави проблем. Пролета, 74 година, дојдоа некои снегови, негде околу 70 см снег имаше. Некој југ се јави пролета, наеднаш тргна се тој снег да се топе и од витичот дојде у таа акумулација. Цевката која што беше монтирана за да пуша вода, 800 мм, 80 метра, не можеше да прифати таа вода, почна да расте нивото на вода. Како растеше нивото, почна жебурки у езерото. И тоа наедно како да врие водата. И нас собранието формира комисија, инженери, меѓу кои ја за председател ме назначија тамо, да видам што е сега таа работа. Расте. Ја викам, слушај, ова неконтролирана насипе. Не е како браната тиква што се гради, да се набива, да се набива. Како било дрва, сега натре там. И викам, вазух, гледа, мене ме чуди и мене ме... Ама вика, некој вика, абе тоа господова работа. Абе как господова работа, бе? Овде сериозен проблем е. А што се дешавало? Некои празни комори у самиот насип, кај што изтрулили дрва, животни што изтрулили тоа. Како расело нивото на водата, нашел некој привилегуван пат и влегол таму и оттаму ваздух го истиснал у водата и жебурки прави. И комисията одреде и не замрачи тамо. И тамо е една предршка, го викаа, Диме предршка. Диме го организирал некоја радио тамо да врска со собранието. Направи, како се дешават, узбуна се направи дека ако дојде да тргне таа лава наму, ќе однесе, ваташе ќе однесе, а добро дел од градка. Почна евакуација на луѓето покрај реката да прават. Беше узбуна. Узбуна, да. Тоа, како комисија одреди, која вака, дента оти доме, приквечер тамо, узбуна, тога имаше некоја камбан да чука, ако дојде да нешто, сирена имаше да свире, разбираш, дека узбуна има, дека треба луѓето да се скланјат од нискиот дел на градот, да бегат на горниот дел од градот, да не дојде до жртви. Добро. А материјалната штета колку ќе биде и што ќе биде. Кога доа сирените, ја дома бев. А беме пред тоа дента на терен таму, гледам тие жиборки на водата и се предпоставки што ќе биде, како ќе биде. И мене у главата ми врие војано, сите кои, абе си господова работа. Абе како господова работа, нема Господ. Туа нема Господ, туа природа е, техника е. И не ми беше јасно дека може да дојде до некој комор да се полна таму, ваздух да истече таму. И кога почнаа сирените да свират, нејдеки 5-6 сата попадне. И јас скоро трче од домот да одам таму со времето. Не може да дори сози ми дојде. Како можеше вода да стеси? Да не го предвидиме дека може да дојде рушење. А Диме предршката таму јавува дека попуште езерто. Еј! Дека изби на средините, а таму ние маркиравме ориентир тој, таа некоја дрвце. Не знам, некој камен голем, ориентир 2, ориентир 3. Водата изби на насипот кај ориентир 4. А тоа на средините, брат. Викам, тоа бе опасна работа, не е проблем водата што е толку голема, не е Бог знае што вода, него насипот е проблем. Кога ќе дојде со водата измешано, а тоа земјиште како брашно.
Така е срушено това песок некој. Песокливо. Песокливо. Викам, това може големи проблеми да направим. И айде сега трябва да одиме, ама замрачи. И айде, че го спомним сега, значи Стенкоч беше активен човекът. А? Милков, значи. Милков. Беше активен човекът, беше. Он храбър, ама че одиме преко Кошани, къде въртиме, не знам какво, там Гърников, пък идем там. Но да одим по реката, по патото, къде зафанди. Да изпушувате. И мамо, къде бе начал там? Абе, Кошан, я го знам пат от Кошан. Къде е Кошан там? Трябва за Реса да одиш за Бегнище, па от Бегнище за Кошан. От Кошан за Гърников. Викам, къде там пат? Со джипа, че ви отнесам в комисията, че на нас. И от бака, че ви да не би, айде, не викам, айде, мамо, ако дойдете, не иде на една швата, ще дойде, че видим, че избегам ние. И по патата от дом се качим и горе, не замрачим, вече мрак. И предръжката почна да Росе върне. И ние гледам сега на него. Викам, не може да видим нищо, темно е, викам. Откъде избия лота, що е, каква комисия сме. Он вика, сега, че изпратям, вика, да дойдат рефлектори, да донесат акумулатори. А то ги има седен, сега да не изпомня по име си тия, активисти, планинари. Добро. На гръботи, донели тези акумулатори, рефлектори. Ама не рефлектори, него ракети. Че светля едно минута-две, ке светли, ке видиш, ти да се ориентираш къде ще е. И че угаси това. Друга ракета ке пуша. Оде ТО беше това, териториална отбрана имаят него. И викам, море, диме бе, викам, върне, викам, накиснаме, говори, казвате, капи, кажем нея. Комисията, инженерите барат плата. Вие, каква плата, му кажем му там, когато се врата, ще се разберем за тази работа. Он ми вика, капи, ама сета, подметам, да ми се капа плата. Малко, що се некой, да. Сакам ти кажам, дойде това, ние не можем да научим да видим що е, како е работа. Водата течеше, вече на обстрежност беше цело население у Квадърци. Дека може да дойде до нагло рушење на насипот, заедно с тази вода от акумулацията, и да направи големи щети и поплави. А може и жертви да има. Утре събара, кога стана, вече се замеша вече влагата. Извършваше ове, тоги се ви каже. И некои инженери, колега една Микле, Сарафимовски, професор ми беше. И некои други со хеликоптер дойдоа. И ме взема мене како председател на комисията. Айде видим со хеликоптер, ги стреляше и ние да одат. Со хеликоптер, от и дома хеликоптер, не симна хеликоптер горе, там нали ширина има една горе. И ние Микле вика, вика, вамо сега къде ще тече водата. От и деня се гледа сега кай тече. Вика, това е старото корито на реката, вика. Вика, там няма опасност да се руши бран. Викам, како викам ти оцени? Па вика, на тази десна страна, вика, от браната. По карта гледам, де старото корито е бил там. И това няма, значи си нашъл пат да пробие къде ще било старото корито. И почна да се празне езерто. И опасност няма. После 1988 година, от месец съм добре, мислям, четвърти месец съм допринес, бяха извоени средства за изградба на евакуационен орган, да не дойде пак до поръст на нивото на водата в това езеро, да дойде до проблеми, за това, защото насипът не е сигурен. Ме разбира? И той ги е направено и това голема инвестиция, тази преливен орган, може някой ще никога приликите да го видите там. И това е големка инвестиция. Така. С ски скоки. И сега безбедно е това там. Това е историята за градот. Първото градот, това е езерото. Ще го викат сега, как го викат това езеро? Не знам. Как го викат? Градот. Тия времени такви бяха. Като отредат да бидеш комисия, да бидеш председател, да бидеш член на комисия, и тази волонтерска работа, като се етераш. А со водата? А? Водата за пиење? За водата, айде да се вратим пак на нея.
Значи дојдовме до 61 година. Дојдовме, значи таа вода имаше 3 намени. Прва намена, како што рековме, е за вода за пиење. Основна, по законот за вода приоритет има. Друга е за поливање на земјоделско земјиште. И трето е за производство на електрична енергија, односно технолошка вода. Добро. Од тие три, овако требаше за таа вода да обезведе. Значи, кога спомнувам 2800 литра во секунда, тоги, пошто приоритет е вода за пиење, изградене се 3 канала. К1, К2, К3. К1 беше за поливање на висока зона у подножјето на Лубаш, на сите тие земјоделски површини. И беше обезбеден со 2 пумпи по 150 литра, 300 литра, се изфрлеше вода во еден изливен базен над Ваташа и оттамо К1 идеше вода за тој К1, односно за подножјето на Лубаш и вода за пиење 80 литра во секунда. Значи тие 80 литра за секунда вода градот веќе живно се снабди. Вода почна по домовите чешми да се монтират, разбираш, почна и хигиената да расне, значи водата е основен артикал за живот. Купатила почна да се прават. Нема купател надвор уште, ама со туш се полива По тоа кажа 63-та и 62-та. Кавадаци масово капање. Ма нема како капање, тоа мизерија беше, бе. Мизеријата, викам, беше по-лошо од селата. У селата повече вода имаш. И сега да продолжи там. Значи, тие 80 литра се направи филтерска станица, тоа се уште постоја. Се направи резервоар од 200 кубика. За почитување на водата? Не за регулација на вода, за баланс на водата ноќе дење. Оти има шпицеви ноќе време, голема потрошна, ноќе нема потрошна. Значи, резервоар ти регулира тие работи. Значи, тој резервоар и стариот резервоар од 50 кубика, 250 кубика. Со 250 кубика ние обезбедивме каква таква вода за санитарна вода за градот, за населението. Али како расте пази, и култура и се тоа нараснуваше, хигиената беше скоро секој втор ден, трет ден за се купува. Значи, потрошно многу нараснуваше, почна да не достига таа вода, али желбата по-одамнашна беше како да се донесе планинска вода на тие наши политичари тогашни. Така? И да не испомнувам по имиња, има многу од нив кои што заслужуваат. Како не? Ако може. Ама заслужуваат. Ивче ќе го спомнам најдобро. Лигор Гечевски Ивче. Нема, он поборник е еден од првите поборници беше. За Лукар? Ама не за Лукар, заопште за вода беше он и за акумулација и за хидросистеми. Ивче беше и става на мене више крчули. Ше бе крчули? Де да работа? И сега вода за пиење. И дојде сега, дојде потреба дека сакаме вода, планинска вода, не од реката со филтри, него изворска вода. Добро. И дојде идеја да се зафате Лукар. А пред тоа имаше геолошки завод у Републиката, имаше еден инженер, се викаше Александар Кекич, хидрогеолог. Тој го имаше испитано цел тој район, каде се има извори на Кожов. Тие негови податци беа веќе дофатливи до инженерите, до сите нас. И знаеме дека тамо има вода на Лукар 1, Лукар 2, Косметец, Морт и Жарница реката тамо. Сето тоа се знаеше дека има голема количина на вода, што може да го снабдуват и Кавадарци и Неготино. Јасно. Тоа Неготино беше понудено да парticipират у финансирањето. Они, таа работа не бива, кај од таму ке донесете вода вие? Не сме заинтересирани. Они бунари имаа од Вардар, покрај Вардар туа. Од 70 година, спомнав, првиот месец само придорус, за тоа е распишан. До 74 година граден е тој довод. Од Лукар, 9 км сифон е до Бојанчиште. Од Бојанчиште по Витечот
уште тие 20 км, дојде не прекидни комора 1, 2, 3, 4, 5 комора. Затоа што голема висина од 900 метра надвор иде на 400. Денивелација голема и големи брзини на водата. Мора се прават прекидни комори. У тоа време, јас како вработел во лесопанството, викам, зашто да не направиме мини електрани вели тама, наместо да бијат гасителите на енергија, таа енергија во тие комори, да направиме некој електрани што нека произведува струја. Тој Лигор Мицајков дојде. Председател на собрание. Директор беше таму на Стикаш. Беше и председател на комитетот. Да, е на комитетот. Беше функција има човекот. И покојне Бог да го прости, ја го спомнуваме. И викам, не бе, како тара? Морам, викам, ние сме, ама вика, што сега, ако изграден, вика, че не зголемат плата. Абе, каква плата ние плати имаме за ова работа? Тоа треба да се... А тама се добиваше, у тоа време, пазите, у тоа време 7400 киловата енергија, која што беше цел конзум на градот потрошната го покриваше сем комбинатот. Ова што беше дрвни комбинат. Затоа што големи потрошувачки имаш. Вика, мора тоа голем благодет тебе. А тоа контейнери се, само приклучи таму од доводот, одма генераторите, турбините и струја добива. Не бива таа работа. А Томе Ташев беше директор на дистрибуција. Светлост. На светлост, После таа, да. И он вика, да, убава идеја, вика на Чулев, вика, зошто вика да не го направим. А он треба довод да направи, значи да прифати струјата, и у систему да ставена. Да. Вика, зошто, не бива, плата не зголемуваат. Мори каква плата, ти си прво председател на комитет да го треба заплатили. Прво платили беа добри нас, беме добро наградени беме. И не се остана тоа така. Првиот налет на вода што се пушти во тие цевки, од првата комора до петта комора, Добро. сета изолација натрешна на цевките се однесе у чешмите тоа. Ама се со големи брзини. Многу големи брзини. Затоа што комуналец не го почитува режимот на работа на доводот, по поредот што беше преден, дека треба водата да тече толку вода, не да тече до отворен вентил колку што може да приме цевката, него да тече толку вода колку што има прилив. Значи, ако се 400 литра, не може да пуште повече, па да биде празна цевката и да носи изолацията. Значи, брзините по некои норми на дин се 2 метра у секунда. Преко тоа не е водата, веќе се пореметува, не е за пиење, не е санитарна вода. А вам добиевме негде 7 до 9 метра брзини и однесе изолацијата. И затоа беше предвидени тие електраните сега. Сега да одиме пак на вода за пиење. Со таа вода дојде водата и готово каватар со вода се доби го извади. Тоа е извор. Колку литри во секунда бе? 180 литра. 50 литра лукар 1 и 130 литра лукар 2. Како флегорни готинци во комбинат? Чекај сега. Како флегорни готинци одбие, како што рекол пред Дали бе не се не сака да парципират, не сака, добро. Кога дојде водата над Ваташа, дојде у мрежата наша у градот, убава вода, тamo 8 степена, на извор летно време, а овде кај нас 11 степена дојде за тоа. Ама ладна е 11 степена вода. И кога препискаат деве вода, абе чекате, вие вода. И сега пак уште беше тука председател 2 мандата, тераше Греков, Александар. И викам, мене ми вика Јованче, не ми викаше Негоше. Иванче, комши се вика, вода опитаме, живот е вода. Мора живото вода беа понудени, они откажаа. Ама не, вика сега, они се нудат да, пошто ние нямаме доволно вода, захват таму, да имаме 180 литра, а доводот е демизиран на 400. Добро. Значи, да каптират уште други извори, да дојде до 400 литра. Но тоа во финансирање. Они да финансират. Добро, ајде, некој се гандесаме таму. 2 километра над Жарница, кај што се реката, има захват Тирол, има извор еден Косманци се вика. Тој Косманци извор е 80 литри и постојана, константна, лете, зиме толкова.
Значи, много добра вода и квалитетна вода. Исто како Лукар. Дојде Морт, еден извор кој што беше негде околу 200 литра у секунда. Ама тој беше низводна негде околу 500 метра над ова Косматец. Таа вода беше распрчкана многу. Значи треба да се прибира во одреден вако и да се прибере значи од 80 120 литра од таму да се вклучат во довод од Лукар. Арнама и проектанти и изследувачите се откажаа од таа работа затоа што многу тежок беше пристапот на терен до тој извор Морт, што го викаме. И дојдоа до решение да се направи Тиролски захват. Тиролски захват одма до Косматец на реката, стара река се вика горе. Така? Од Бушевица, од Жарница надолу се вика Бушевица нагоре, стара река. И таму се направи Тиролски захват. Ама Тиролски захват сега треба таа вода е речна вода. Треба да филтри, треба да се филтрира. Филтри, таму струја нема, далеко е тоа. Не околу 8 км од Конопса, може и повеќе. Чаре? И чаре, проектантите нашле решение, преку часопис, нам нашле дека има такви филтри кои што само испирачи се. Сами се испира без да има потреба струја. Без, да, сами. За прење и он, избиват прелесета. Еден. И дојде каде тоа, војна фабрика има у Босна, у Кладење. У Кладење. И Ристо Мирчевски беше веде директор на комуналец утоги. Имаше едно, што беше тоа, некоја руска кола. Вика, чуле, вика, треба да идем вако. А јас председател за изградба. На одбор за изградба. Сет се работа, треба да бркаш инвестициите. И вика, треба да идеме таму договор да направиме за тоа што договорена работа, они филтрат, префаќа да ги изградат, али треба договор да направиме. И треба да идеме таму, викам. И проектот да ја однесеме. И отидоме 2 дена патуваме. Вако, не Шкода, како и вика тие? Не е битно. Не е битно. Не е ни Москвич, поголем од Москвич беше. Не. Отидоме тамо и фабриката, војна фабрика. Тамо затворена не е у градот, надвор од градот, тоа под контрола, се тоа. И направиме договор тамо. Толку ќе чине таа монтажата, толку изработката, монтажата, толку. Колку филтри? Колку филтри? 4 филтра по 50 литра, 200 литра. Таван? 200. И 80 литра, 280. Арнама, филтрите, кога испира филтрот, тоа не работа, не пушта вода. Да. И тоа така се темпираше тоа, по полен саат разлика, или некој и повечко, го пуштат првиот филтр да се напъне, па после вториот, па после 3 сата третиот, за да дојде на изменич кога се запрелят они, трите да работат, да пушат вода, а еден да се испира. Значи 150 литра и 80 литра, 230 литра. Што се било за кавадот? Па на капа. Така. Значи негде за има преку 400 литра. И што се деси? Ние само се дојде вода више имаше хлораторска станция, може постои таму. И мерење направи хидромречка завод, меревме 410 литра вода добивме на хлораторска станица. Пази, а денеска 200 литра само имат. А јас знам каде е проблем. Каде е водата? Јас знам каде, не ви кажу. Кажи го. Не кажувам на телевизија. Кажи го. Ке ме викнат на кафе, таму ке ми кажу. Значи има решение за таа работа. Како нема решение, бре, како? Нема. Инаку за ова проблематика се дискутира во собранието, за ова проблематика, за водата. Ој, мислам, новиот директор што е, како викат, Гоцел. Гоце Ангеловски. Гоце, во една прилика рече дека сака да разговара со мене. Добро е тоа. И добро, јас сум на располагање. Тоа е почит кон Ама почите, бре. Нити пари барам, нити ништо не ми треба. Секој еден искуство, некоја искажување мое, може да му биде од корис. Не ги задолжува никој. Може да се одбере од тоа, што му користи, што нема. Абе тоа богатство мое искуство, бре. Па во тоа е мудро. Ама не го користат. Ке го искористи. Ако има умен човек, може тоа да направи и опнати напнати, за едисен да речем. Ама нема сега се
го виде некои комитети се прави. Абе, не си ти, Господ, забра да не се го фана, бе. Како пизудешките денови? А? Како ги Ме поминувате? гледате ли како сум? Кога Без нога сум. ја изгубивте ногата? Ногата изгубив од овој систем. 2001 година. Или 20-та? 2021. 2021. 2020 операции разни. Крајно не изгрижа. Нали пари се Не изнадбавали. сакаме да ја вознемируваме, меѓутоа Не кажувам. во добра кондиција вакаме навоѓаме. А знаеш од каде? Не знам. Сега пред ма види жента, не виден. Која ме грижа за мене има, ме негуват. До душа и јас самиот имам една позитивна мисла за живот, да живее колку се живее еден Господ. Знае, он како ќе одлече, така ќе биде. Јас физички вежбам многу. Браво. Со една нога, ама ја секој собале 15, некојши 20 минути вежбам. И тие вежби ги знам още од техничка школа кој сум учил, интернат кој сум бил, па војска сум бил, па не знам што сум бил. Цел живот ја упражнявам вежби на сабале, ми е тоа обврска. Ги изгубивте и мајката, и жената, и черката. Најмногу би падна тешко. Слушај, еви сега, нема јасно, некој ще и камерата не ке и фане. Многу ме погоди тие. Да. Нема да ме раставиште. Да, слободно кажете. Слободно. Кажете ми, дали тој оптимизам е важен за човекот на ваши години? Имате 90 години. Дали? Колку ви е важен тој оптимизам што вие го имате како дух? Пази, прво животот ја многу реално го гледам. Он е ограничен, он е нажалост некои, некои млади години, некои. Он е ограничен. Така. Али секојаш да биде присутна позитивната мисла. Дека може да биде поарен. У тя која е негативната, не Ама негативната болест е. Болест е, тоа е жива болест. Одма болест. Тоа е жива болест. Не смееш да се предадеш. Значи, животни ще живеете, мора да се бориш за да обстанеш. Еве, вие години сум, ја ви кажувам ти, ја не се предаваме. Ја дијам нога, ја мотор ке возам бе. И возев до пред Демески. Не се предавам. Се тука ме држе, прво ова многу е битно, ова центарот. Да, таму имате може до Абе, тоа е многу битно да. Паметување. Паметување и треба разурнување. Логиката е многу потребна. Нали техниката и технологијата. Логиката исто е многу потребна. Кај човекот. А логиката е у мозокот не. Тука е центарот. Се по он командуе. И сега ме праша, да ја доволна за тоа. Видим, че живот го живеем, како ще го Дали живеем. си задоволни од животот? Како го гледате? Ја пазно ти кажам, прво да животот како ова инженер сум презадоволен за тоа што за себе имам доста објекти. Имам доста објекти и внуци, имам многу пати и слики гледа таму. Има еден куфер волку полно слики. Ја одбрав нешто, ама не, у друга некоја прилика може да и сликате. Задоволен од она како струка, како инженер сум го оставил. Вредности. Трајни вредности. И спомнав некои од објекти. У сите вие објекти што ги спомнав за водоснабдување, сум бил учесник. Значи, ова што го кажувам, сведок сум на тоа, не е сознание некој или чуено од некој. Значи, за тоа сум сведок. И сега ме прашаша, тоа ме храни, мене и ме одржава. Знам дека за себе оставив доволно у работниот век. Има ли нешто за што се каете? Ја за што се кајам, пази, што е кајето, у секој време може подобро да биде Да, нешто. секојаш може да. Секој се треба да се тежи кон тоа да се стварат нови вредности. Тоа е точно. Али нешто што најмногу ме погоди у ова време е самиот систем. Самотијата. Не е самотијата, не е самотијата. Се е самотијата. Самото владење, Аха. самата држава, самото управување со државата многу ме погодува и ме нервира. Се правеше, имавме идеи голем, ние бевме со пари, не бевме посебно наградувани, имавме седмоцемни страна. Имам од кабинетот на Тито,
Пази, Признание. признание и това медалja. Ето там може да покажа тази медалja. У некоја друга прилика тамо горе е закачена. Овој поплави мало некој тоа што е вакото што е подпишано е Тито. Орден за труд. За браната, пази. После сите вие други објекти што ни бројавме, седмостепенска награда. Па още едно. Па едно уште сега не ме ни земе, не ја сакам да ја земам. Затоа што не ми вреди тоа, зашто? Скоро да на Панчо времето таму дека беше. Што става сега? Што те ја у пензија сум седмостепенска награда. Ама тоа ги остава в резултати објекти зад мене. Бев горд на таа седмостепенска. Имате определба во вашиот живот да придонесете кон нешто. Ами тоа желбата била. Вие немате желба да бидете истакнати, сликани и така натаму. Имате желба да Па придонесете. ево за сликане ще ти кажам. Самото е с филмот, ако некој го пушта, големата ќе ви давам филм за изградба на браната, Вие го имате. Мене таму не може да ме видите. Толку скромен, толку... Слушай ме. активен учесник во изградбата. Мене ке ми пише таму дека сум бил главен инженер на крај. Пишу. Али мене да ме видите на кадрот таму, нема да ме видите за тоа што колеги што беа од Сплит, макар и од проектанти од Енергопроект Белград, вика Чулев, дистанцира се тие работи. Не е за инженер место со политичарите. Така беше времето и така. И затоа викам, филмот ми е... И добро што е така. Добро е збор и добрите дела надалеко се слушате и траат. Добре душа бе. Ама сега трајни објекти, може да замислиш 50 години систем браната тикваш од Сој езер. 50 години би тоа веќе да немаш ти некои посебни интервенции. Нема Трајно тоа. уште долго ова брат, што мислите? Но таа вечно ке биде. Ако она е веќе консолидирана, она е веќе легната на теренот. Она нема проблеми. Прво шак не опрели што инката што викате вие. Да. Таа демонстрира 2150 кубика у секунда. Тоа е минимална вода на Дунав. Дека такава вода може да приме, оти не смее да дојде некоја вода што може да прилие преку браната, руша браната. Оти насипна брана, не е бетон. Може ли да обезбедиме трајно ниво на езерото? Може со изградба на Чебрен, со изградба на Галиште. Со колку пари можеме да изградиме Чебрен? Ево сега ме пита, јас ќе ви кажам тикваше, Како вие тикваше. ги гледате овие 2 милиона, милиарди? 200 и не бе, како 2 милиарди, бе, како 200, Денари. 260 милиона долара. Добро. Браната тикваше изградена. Чебрен поголема е. Чебрен е 180 метра, браната е 100 метра тикваш, Галиште 120 метра. 260 милиона долара. У тоа време, сега рачувам тоа пута 3, Инфлација, да. пута 2, и има Околу инфлација. 600 милиона. Тука би било. Тука било. А ова Чебрен би било негде околу милиарда. Толку и вашите колеги ги спомнуват Тоа е овие цента, тоа бе. Оти пази, имаш припрем работа, сега пристап треба. И тоа коштано. Така. Треба довод, далновод, се тоа кошта пари. Значи, тоа се придружни објекти на самите централи и акумулации. Тиквиш беше многу интересен за федерацијата, за тоа што беше тронаменски. Основна намена беше за наводнување. 18.000 хектара тиквешијата, дури и Велешкиот дел е фатен со напојување на вода. Да, системот Макарија, да, така е. Тоа беше главната поента за да се граде тикваш браната. Макарија дури сега има еден дефект и после толку години, после 50 Макарија години- носе вода за Велешко, да, да. до Велешко оде таму. Огромен систем за... Ама слушаме тоа, е сега страшно. ќе спомнам нешто, може некој ќе се најде увредена, ама одржавањето на нула. Не ги одржават објекти. Системот, систем... Да ти кажам, сега не сакав нешто да зборам за систем, за доводот на Лукар. Одржавањето, комуналици, колку има грижа. Таму има вградено катодна заштита, се вика таа. Добро. Цевките се реđат, има електроди на одредени места кај што од електродите се надополнува тоа
Значи речита не е челик от него яде. Одно съм да допълня. Аха, Дали този систем уопšte работи при празнење? не разберам. Треба, Гоче треба да го праша. Много битно е одржуването. Како не е битно? Тамо не го одржава тоа. И сега пукне. На крај краша чув дека изградили централички. Да, уште една изгледа. А тоа не смее да биде, прв. Не смее да биде. Таму кога ќе приклучен централата, те пази, у случај на нагло затварање на турбината, Добро? се јавува над притисак. Добро? И тоги цевката, доводот и самата цевка кај што е, голем притисак може да пукне. Ако е ослабена, може да пукне. Така може и дефектот е направен таму. Кажи ми, дали Ама кој може да рачуна на тоа? дали е зрел системот за ревизибирање да се поправи уште? Па како не е? Како? После 50 години. Слушаме ти мене сега. Сега Чеприн го спомува. Чеприн не беше предвиден за ревизијабилна електрана, беше галище предвидено. Добро. Со тиквеш поврзан. Али има една акумулација блато се вика. Тоа е на витичот. Аз сум чул. Моја идеја беше таа и со Ристо Стојанов, геолог, ми помогна многу за самата почва. Таа акумулација е компензационен базен. Од езерото Тиквеш, кај што реката Камница влегува во езерото, Добро. од 265 нормално ниво на езерото е, Ниво, кота? а вамо да е неде околу 780, не знам точно, од прилика. Таа денивелација е голема разлика за енергија. И сега што виж ревизијабилно. Ревизијабилно е многу интересна е таа акумулација. Тоа е компензационен базен. Ноќта генераторите се прават од пумпи. Од таа Ја носат водата горе. не, таа вода гравитационно се го пане езерото. Добро. Али мислам за да го напънеш езерото треба од акумулацијата. Да земиш од блато. Тоги генераторите долу се на каменица реката, кај што е сливот. Произведува струја. Произведува струја, ама тоа голема струја. Тоа се 3 централи на Тиквеш. Оти голема 600 метра разлика е. Тоа е ревизијабилност. Оти кога тоги ќе дојде до тоа дека еве со ова техника што е со сончевата енергија, со сите вие, таа енергија у конзумот е долу ниска за потрошната. Шпицовите и покријат вие електраните. Оде у конзумот имаш потрошната, вака оде. И сега таа енергија, термото и што е сончето, таа долу покрива, базата покрива. А сите шпицови отиваат како чесма од вентил. Колку сакаш, толку струја ќе се пуши. Толку во овој серијал посветен на Иван Чулев, првиот градоначелник на општина Кавадарци, последниот претседател на собранието на општина Кавадарци. Се надевам дека ве потсетивме на настаните што се случува тоа време од 1990 до 1996 година, во времето кога започна традицијата во Република Македонија. Нашата телевизија прави напори да потсети на одредени настани кои биле значени за овој град.